Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Интерактив. Денеска сме угостени во домот на господин Владо Павлов, писател, истражувач и иноватор од Кочани. Повеќе во врска со неговата приказна ќе дознаеме од него самиот. Добар ден и добро ни дојдовте во нашата емисија. Како што најавив, вие сте работеле, сте истражувале и имате доста сознанија. Кажете ми, кое од тие истражувања досега за вас е било најнапорно, но од една страна и најмило, за кое сте посветиле најмногу внимание и кога зборувате за него ви предизвикува најголема радост? Прво, добар ден и од мене до сите вас. Едно големо благодарам. Па вака, има многу. Многу има истражувачки дејности кои што ми направиле посебно задоволство. Секако најголемо задоволство ми е пронаѓањето на некои работи кои што се поврзани од античко време и историските докази кои што се поклупуваат и со библиското време. Што значи дека тука има многу блиска поврзаност помеѓу Александар и Исус. Така да, во поглед на сето тоа исто така имаме пронајдено доста артефакти кои што се заведени каде што треба. Нажалост, повеќе од 20 години институциите не сакат да преземат никакви активности. Водев жестоки дебати со Паско Кузман. Заврши онака како заврши со него, али јас само една од нив ќе објавам, тоа е Грифонот, каменот на мудроста, цвеќето на животот. Значи имаме најстар доказ на цвеќе на живото, пронајден овде во наша територија. Имаме одреден доказ кој што сега работам на него со помош на многу пријатели од целиот свет. Значи, работам со пријатели од Белото братство, од Дубај, од Катар, од Турција. Дешифрираме една плоча која што е со Авеста писмо, тоа е со едно старо персиско писмо, кај што досега имаме сознанија за Султан Сулеман и поврзаноста на неговиот зет за керка со Кочани. Што значи дека некои работи дури Султан Сулеман ги заштитил во Кочани со тоа што го испратил неговиот зет за керка да биде овде главен за цела Македонија. Али се во догледно време тоа ќе го објавиме, затоа што писмото на вистина не е она, туку тоа е старо персиско писмо, Авеста писмо, кое што уште од времето на Кир први и досега многу тешко работевме на неговиот превод. Едино што досега имаме сознание што ни е дадено е што е поврзаноста со градот на мирот, кој што стои на плочата, и поврзаноста со Султан Сулеман. Исто така имаме пронајдено пчела, кварцна, изработката на сите овие артефакти кои што ги пронајдевме во Кочани и во Источна Македонија се поврзани со кварц, што значи дека веќе имаме докази, затоа што јас потоа работев на еден проект со помош на водата, така викаме, нели, да ја запалеме водата која што достигнува 6000 степени и успеав да го направам тоа, за да можем да докажам како се правени пирамидите, како се правени овие кварцни плочи, значи на принципот на топење и лиење во калапи, кои што со помош на овој газ, кој што го користеле древните антички македонци и претходно пајонци, па дури уште претходно и атлантињаните. Што значи дека ние имаме тло кој што живееме на тло кој што живееле најпрво древните лемур атлантињани, македонци и сега ние. Како што спомнавте, имате истражување во врска со Александар Македонски. Еве би сакала да се задржам тука кај ова истражување и да им соопштиме на нашите гледачи нешто повеќе во врска со тоа. Па јас бев промотор пред 15 години и бев првиот кој што објавив дека Александар Македонски е погребан во денешна Македонија и тоа во денешна Источна Македонија, затоа што дојдов до одредени сознанија и моите сознанија беа засновани на детективска обработка од повеќе автори од тој временски период. Што значи тука имавме дела од Квинт Курти Руф, од Джереми Елис, од Јустин,
од најголемите историчари кои што се поврзани со големите римски императори, меѓу кои Тит Ливий, кој што објаснува за уништувањето на древниот град Пела или Бела, како ја што умеам да кажам. Град добиен по овој кварц, кој што веќе имаме докази, што значи дека каде е роден, таму треба да биде погребан. Најдобрите докази за ова тло се поврзани со територија на древните агријанци. Веќе имам докази, затоа што веќе работам со еден тим во Србија, кај што веќе во Србија не можам да кажам дека не ме почитуваат и дека не сум популарен, затоа што и таму работам на еден проект кај што објавив дека Троја, не се согласувам со Шлимановата теорија дека е во Анадолија, Турција Троја. Исто така не се согласувам и со одредени други истражувачи дека е во Црна Гора. Туку објавив дека Троја е на Авала во Белград. Тоа докажува една многу голема работа дека ако Троја ја докажеме дека е во Белград и се водиме со на моје откритие светско во Србија, ние докажуваме дека ова тло живееле древните агријанци, со тоа што ќе се спротиставиме со факти и аргументи на сета светска конспиративност, за сета манипулација која што се прави денес и со кој што ниеден политичар не може глава да дигне. Со тоа ние ќе докажеме дека всушност Олимп би бил Рила, Олимпија градот би бил Кочанско, а додека Спарта и Егријанија би биле Осоговските планини, посебно местото на Синковица и овој дел кој што е резерварот за од кај Лопен, лево резерварот кој што е. Што значи дека ние докажуваме дека Спарта всушност е тука. А додека територијата околу кај што го прават новиот автопат, кај што јас имам објавено многу аргументи и факти преку Спанчево, Соколарци и Бање, значи тука тука е веќе лоцирана древна Микена. Ова се аргументи и факти кои што јас и уште во времето на владењето на Никола Груевски имам објавено дека џабе ние што ќе го ставиме Александар Македонски на конј или како сакаме нека го кажеме, или Филип ќе го ставиме со песница на Сорос, нели масонска, ако ние немаме докази за тие двајца големи личности дека се сконцентрирани на територија на денешна Македонија. Затоа ние според мене, и за кој што сум многу жестоко напаѓан, сум имал за цел да прво обработеме и кажеме дека територија на древна Пајонија е всушност првата територија на Македон, за кој што имаме исто кварцна плоча со две афионови чушки по кој што го добива името Македон, по макот по афионот. Значи тоа е таа територија на Ематеја, која што е лоцирана на место кај што имало најубаво грозје, најубаво вино и најубав афион. Тоа е таа прва територија од која што почнува се создава Македонија. И таа територија е од древна Пајонија, што значи дека територијата која што е прва создадена е на ова тло. Потоа се приклучува Тракија, денешна Бугарија. А додека последни се вклучуваат Јасонија. Што значи ние мораме се вратиме, ако сакаме да дознаеме целата манипулација која што е направена, мора се вратиме многу одамно, уште од времето на Илија, на Илијадите, за да дојдеме до заклучок за ова тло. Значи тука го нема Пајонското море, тука го нема Егејското езеро што е било овде во Кочани. Значи имаме многу аргументи и факти и школки каде што кај да отидеме ќе видите до Плачковица до кај е била водата, до Осогово до кај е била, ќе видите дека на пирамидата Бела кој што јас имам ја пронајдено кај село Бели, познато како Оленјак, имало дури и место кај што бродовите ги укотвувале на западно од Ридот, исто и на околу Тракање на местноста околу Сламерникот. Значи тоа се аргументи и докази за тоа древно Егејско езеро, за кој што денеска да речеме не постои, ама оризот кога на пример почнува да се наводнува, ни го представува тоа старо езеро кој што било до Штип. Што значи дека едно од најдобрите артефакти кои што ми водат до сознание да го поврзам ова тло со раѓањето на Александар
е всушност местноста Кочани. И јас не верувам во приказките за Кочо дека го донесол оризо од Кина. За мене Кочото е овенот, водачот, а Ан е почивалото негово. И ако сакаме да дознаеме суштината за погребувањето на Александар, каде би бил, што би бил и како бил, ние треба да влеземе во неговиот ум, во неговата религија, во неговите верувања. Не можеме ние да го бараме Александар, а да размислуваме за христијанството кое ше од Исус. Така. Споменавте за пронаоѓањето на некакви пирамиди. Може ли да ни кажете повеќе во врска со пирамидите? Еве, конкретно ќе се задржам на Кочани и Кочанско. Какви се тие пирамиди кои што се пронајдени, каде се пронајдени, од каде датира пронаоѓањето на таквите пирамиди тука? Значи, ние имаме пирамиди не само во Кочани и Кочанско, имаме пирамиди во Светеникоско, имаме пирамиди во Кумановско, Велешко, Лозово, Битола, Охрид, Струга. Значи, на некој многуминаки е чудно и смешно и банално. Ама ако знаеме дека некогаш народот живеел идентично како сега ние што почнуваме да живееме и како што ние ќе живееме следните 3000 години. Значи, според мене, корона е име дадено од убииците, кои што до ден денеска не преземаа никакви активности против загадувањето. И најлесно е да кажеме корона и толку. Тука е се завршено. А додека вистината, која што уназад со децении и децении се создава кај нас, и кој што нашите бели дробови ги праве црни, за кој што ја умеам да се нашалам со моите пријатели албанци, да и кажам дека моите се бели дробови, и тоа е символо на двоглавиот орел, символо на Кутлешо, а вие чувајте си ги црните орели. Овие луѓе денес кои што починуваат од корона имаат црни, бели и црни орли. Значи, белите дробови се црни. Тоа значи дека некогаш, кога се менеле ерите, и тие народи живееле на овој начин како што живееме сега ние. За таа цел били изградени пирамидите. Значи, имаме изградени пирамиди ионизатори за прочистување на воздух. Имаме пирамиди кои што биле електрани. И тоа биле сончеви електрани. Имаме пирамиди кои што биле водородни електрани. Имаме пирамиди кои што служеле за погребување. Имаме пирамиди со кои што живееле кај нив, затоа што не можеле да живеат на отворено. Така да, ова што ни се случува денес, некој многу години одамна, милениуми, размислувал и ги направил првите пирамиди. А додека другите цивилизации истите пирамиди ги преправале и да нив создавале ионизатори за да правеле ионизатори за прочистување, затоа што секоја цивилизација доваѓала до совршенство како денес и озонот како озон значи уништување или на јадрото земјено, абење би рекол јас, колку повише го абеме јадрото земјено, толку повеќе имаме ние приземен озон. Сега веќе имаме приземен озон. Тој приземен озон не дозволува јаглеродниот диоксид да се качи горе кај што треба да биде приземениот озон, затоа што тој во атмосферата не е штетен, не чува. Ама овде кога е приземен, тој ни прави големи штети. Ни прави големи штети затоа што јаглеродниот диоксид останува тука. За да сакаме ние да се вратиме на тие цивилизации и за да знаеме дека навистина овде постоела цивилизација, не треба на никого да му биде смешно ако не докажеме за друго, да речеме за водородните и за соларните електрани, баре можеме да докажеме за пирамидите дека ги користеле како ионизатори за прочистување на воздух, за да денеска ние постоиме како народ. Бидејќи ако тоа не успееле да го направат тогаш и ние ако не успееме, се знае. Толку самоуверено зборувате за темиве, така што морам да ве прашам. Од каде се појави кај вас желбата да почнете со едно вакво истражување и да дојдете до податоците и до доказите кои што еве денеска ги имате и ни ги кажувате на сите нас? Од инат. Стварно од инат. Доживеав многу трауми и стресови пред 20 години. Доживеав многу намешталки, не знаејќи за моите способности.
И се тоа што случуваше со мојот живот пред 20 години овде во Кочани и моето бегање во други градови низ Македонија и на крај пак да се вратам во Кочани. И мојата битка да докажам дека јас тој не сум тој што некој сака да ме направи. Така реков, посебно 2005 година, имав многу тежок период, живеев во Прилеп, се случи тоа што случи на Пио Фесто и морав да се вратам и јас кажав што и да се случи, она што сакавме да го направиме со Македонија, не успеавме. Јас ќе работам на откривање на вистината за Македонија и гробот на Александар Македонски. Денеска е најтешко да бидеш македонец, да живееш во Македонија и да се бориш за македонските работи. И уште е така како што е, затоа што никој не може да свати дека Македонија е нешто многу големо. Добро, сега полека го сваќа тоа, бидејќи пред 10 години и повеќе бев најжестоко критикуван кога зборува за Македонија, ама ете сега излезе дека една мала земја, цел свет против неја, значи има нешто. Така и јас. Така почнав и на крај се беше хоби. Се јави некој внатрешен мир кај мене, бидејќи јас морам да признам дека со историјата се занимавам уште од дете, така да во 8 одделение сум бил првак на Македонија и втора Југославија на историја Тито револуција мерно направи. Нажалост ситуацијата била таква како што е. Дали фамилиарно постоел некој престиж, да не надминеме некој друг, пошто имам и мои роднини историчари кои што се биле. Немаше доблест никој од мојата фамилија да ме запише и да продолжам таму кај што требаше да продолжам, за да се тоа сега погладко ми доаѓа, значи историја или археологија или било што. Затоа што народот е овде научен диплома, имаш и завршен цитат. Така да нема тука, нели, а ти сега можеш да зборуваш што сакаш и ти си никој ништо. Сега дека ние се водиме со таа теорија дека мора да си има диплома, а разликата од мене и од сите тие кои што се денеска професори, наставници, доктори на науки, Ману или било кој, е таа што тие седеле и учеле. И кои ќе дојдат до професори тука завршуваат. А јас учам затоа што мојот дух го бара. Ја и до ден денеска истражувам. Што значи дека и после школа јас 30 години уште истражувам. Исто и со алтернативната медицина за кој што јас сум правил, кој што се спротистави на класичната медицина. И кој што уште 2016 објавив дека ќе имаме карантини. И дека ќе умират луѓе по улици. Нажалост, тоа луѓето не го прифатија затоа што ја сакам вистината. Ја сакам вистината и сакам вистината да представам. Најмалку ми значи на мене нешто ако некој е поврзан со ЦИА, поврзан со Златната милиарда, поврзан со Ротари клуб, со не знам коли не тамо, поврзани со Илуминати, поврзани со Ротштил или не знам коли не. Сите ние сме исти. И сите ние потекнеме од еден заедничен прататко кој што го дал тај семенски материјал. Така да и у некое друго време, тој што е горе, најгоре сега, ќе биде најдоле. А тој што е најдоле ќе дое горе. Тоа е тоа око. Тоа е таа скалила која што има уште пред 80.000 години пишувано. Сум бил многу давно со Душко Алексовски у Карпесто метро, сме гледале скали, до ден денеска постојат тие скали. Значи, реално кажано, ова што го правев е враќање на животот мој и враќање на мирот. Затоа и никој досега не сака да ме прифате па ваков како што сум нов од 2005 година. Значи, не знам како да ја објаснам, значи северен и јужен пол. Сменено магнетно поле со мојот живот. Наеднаш станувам нешто друго. А секако си има и нешто мистично за тоа, не сакам да дебатирам на таа тема што е поврзано за да толку бидам овој сега. Што сум ишо да се повлечам од други активности, да заборавам на специјални единици, да заборавам на детективски агенции, други агенции со кои сум работел и да продолжам сам во ова проблематика затоа што знам дека само вистината може да победи еден ден да ни го врати мирот.
А имате алтернативен центар за самоизлекување, значи тоа е нешто што самите сте го создале, самите верувате дека може нели да им помогне на луѓето. Кажете ми што ќе се случува всушност тука и од што ќе им помагате на луѓето? Каков е начинот на кој што ќе работите и на кој начин луѓето можат да дојдат до тој центар и да побараат помош еве конкретно од вас? Значи, ние работевме долги години, значи имавме многу луѓе кои што поминаа со бесплатни третмани, волонтери. Значи, сме работеле со инхалации. Јас лично имам представувано едно мое видео со кој што сакам да докажам како луѓето умираат на респираторите. Значи, имам представено мое видео кај што пуштам кислород на ногата и каде што се гледа како правам дупка. Значи, зборувам на ногата овде. А замислете кислородот што прави на белите дробови или на волите. Они се како мрсу. Пука. Балонот му... Што се дешава? Така да потоа ти колку сакаш дај му кислород, све е џабе. Значи, алтернативната медицина дојде само по себе со самоизлекување, затоа што како трагаш по гробот на Александар Македонски имавме сознание дека се наоѓа нели во терма и неговиот саркофаг од албастер од кварц потопен во жива е многу радиоактивно. Што значи дека на 20 степени Целзусови не имаме толку големо количество на позитивен јон, што е толку штетен и не може никој да спадне. Ја така почнав, значи велам и да го најдеме како ќе го представиме. Дематериализираш се, честица стануваш таму. Од толку големо вакуумирана ова кажи го радиоактивно зрачење. И така почнав со истражувањето околу органот, околу органската енергија, затоа што требаше генератор кој што ќе го неутрализира позитивниот јон, штетниот, на сметка на него ќе даде негативен јон. Започнавме со органската енергија, работиме веќе 8 години со органската, задоволен сум од сите мои клиенти до сега, бидејќи поголемиот број од нив нема никакви проблеми, секој ден сум во комуникација со луѓе кои што имаат проблеми ако се појават за било што. И така што алтернативната медицина потоа дојде само по себе за да докажам дека кутлешот всушност е газ кој што се произведува со помош на електролизата на вода. Така да јас не користам боци, како што ги гледаме нели во медицинските центри. Мене ми е смешно, пошто јас знам точно колку кислород се произведува и како се произведува. Значи, како што вели медицината денес дека потрошиле 30 тона кислород, тоа значи дека негде околу пола милион луѓе се биле болни. Значи, лесно е да навпингуваме цифри, милиарди, ова, она, али мислам дека се ова брзо ќе заврши, нема да успее сето она што се го планирале. И Павловата комора беше припремена уште во 2016 година кога го најави сето ова, затоа што јас сум промотор на јонизирачки кислород, кој што треба да го пуштаме со инхалација, телото се зима колку му е потребно, а рестото да го исфрлува. А додека ова што се прави со класичната медицина, со респираторите, они насила му стават, насила му дават на телото да зима кислород. И затоа бев првиот промотор на тоа, кога кажа вестината и го правев тоа, потоа исто го правев со бели дробови на зајче, кај што луѓето го тоа видоа на видеото што се случува, што не е различно и со човекот, и бев ставен на жилотина од медицинските работници, па ги искористија некои, нели, секој пат искористуваат медиуми, новинари, затоа што јас ви апелирал до тебе да си бидеш своја секогаш, да не држиш некоја страна, независно за било што, затоа што креирањето на јавното мнение денеска е многу битно за овај народ
и секој од вас треба да одлучи дали ќе го креира јавното мнение у принципо на Колумбија универзитетот од Њујорк и на Рочтилови или ќе го креираш за Македонија и за добробит на тебе. Јас ти би ти предочил и би ти кажал и би ти советувал, одлуката секако си е твоја, да си бидеш на правилната страна. Малку е потежок тој трнливиот пат, ама веруваме дека ќе имаш успех. Така да само да кажем уставо извини, значи имам поминано преку 10.000 третмани бесплатни. Никој од нив не е починал. Едноставно ќе кажам дека јас сум промотор на регенерирање на молекулата на ДНК-то. Значи, у времето кога никој не знаеше што е ДНК, јас работев и помагав затоа што се поврзано со ДНК-то. Значи, поврзаноста со нервниот систем и со ДНК-то. Така да и ова што се случува денес, фактички е повреда на нашата ДНК и молекулата на ДНК-то. Или мембраната на клетката, која што секој пат е погодена од сето ова што се случува. И во некое друго време, со вас исто ќе ви докажам да се сконцентрираме на една тема, сега вака е расфрлено, ќе ви докажам дека короната е еден обичен стрес, една обична емоционална повреденост и ќе докажам дека се тоа што се правеше со медицинските работници и се уште што се прави е нарачено за да дојде до тоа што ќе дојде. Бидејќи стравот дека ти нема да биде следна, ќе дојде до тоа. И ќе барам на вистина да ми докаже некој, сите оние кои што у првиот бран беа најдисциплинирани, денеска во вториот бран многу од нив починаа кои што носеа маски, кои што носеа ракавици или се разболеа. Затоа што приземljениот озон, тоа е трио, оксидира све. Ние прво треба да го победнеме озонот, еден О да тргнеме, да стане О2, за да може слободно сите овие штетни материи да одат. Затоа многу пати ќе кажат, па работеа сите фабрики во Кочани, па сите работеа во Скопје, сите гореа немаше загадување, сега има. Да, има, затоа што имаме сега приземен озон и тој не дозволува сите тоа штетно радиоактивно зрачење да оди во атмосферата, за да можеме ние денеска да имаме заштита од короната. Се додека не го средеме приземениот озон, ние ќе имаме проблеми со они убијците што го измисли името корона. Бидејќи времето толку ни дозволува, малку ќе се осврнам на вашето пишување. На почеток ове најавив и како писател. Кажете ми што е она што веќе го имате издадено и со што, еве ќе кажем, пошироката јавност е веќе запознаена, е ваше дело и имате работено на него. Значи, првата книга која што објавив пред 10 години е Вистината за Македонија, поврзана со гробот на Александар во градот на Медот. Градот на Медот е место кај што у древна Агријанија, кај што биле најдобрите генерали на Александар, кај што и он е агријанец, спартанец, кој што потекнува од преубавата Елена, која што е киднапирана од Парис од Троја. Символиката на Снежана и седмото џуџење е поврзана со Елена. Значи, сето тоа е поврзано со таа моја прва книга, затоа што пчелата која што пронајдовме на Текишински лозја отвори многу голем експлозитет за сето она што го правев. Значи 2009 година го имам донесено овде Паско Кузман на Текишински лозја, Лукубија и секаде поминавме. За кој што сакам да ја представам и сликата од Лукубија, каде што овде би требало да дојде споменикот од НОП, кој што нема ни Н од НОП. И како што може да забележите, пресечена пирамида со цел врв, каде што дефинитивно овде имаме остатоци од кале и од древен град, кој што според мене е Пела или Бела. Што значи дека во таа книга пишувам за генезата на македонците, од кој потекнуваат, пишувам за пањонците, пишувам за агријанците. Од негде околу 28 автори, сум ги избрал 28 автори, 28 книги, сум направил книга која што е поврзана со Вистината за Македонија. Втората книга е Исус убиен со копје во Македонија, кај што јас сум првиот кој што пред 5 години кога објавувам книгата, имам повеќе трибини направено со книгата низ цела Македонија и повеќе гостувања во телевизија, кај што сум првиот објавил дека случувањата на Исус не се во денешен Израел, тоест Палестина, туку се во денешна Македонија. Затоа што Понтиј Пилат како сатрап на рударска населба, тоа значи дека
како сега што е НАТО, тогаш биле легионерите на Рим. И Август, Октавијан, Тибери и Нерон, сите тие големи римски императори ја плаќале таа војска од цел свет, идентична на НАТО, со рудните богатства. Така да можете слободно да отворите на Google, да направите емисии, колку имаме ние злато овде, колку имаме златни рудници, сребрени рудници, колку имаме кварцни рудници, за да видите дали Понтиј Пилат би го поврзале во Израел, кај што нема ништо од такви рудни богатства, за да снабдува една голема римска војска, едно големо НАТО тогаш, нели, легионерите римски. Јас секој пат си ги кажувам, значи, тоа се легионери кои што не зборувам само дека се од Рим, него од цел свет, како НАТО што е денес. И во книгата исто така докажувам дека Исус е син на Клеопатра VII и дека ги објавувам и 14 години кога е повлечен во Тибет, за да потоа повторно се враќа овде, кај што имаме докази од големи автори кои што објавиле. Посебно сестра му на Август Октавијан Октавија, која што вели, кога веќе Август Октавијан добива голема експанзија и кажува Исус да се повлече, тоест Цезарион, Емануел, синот на Цезар и на Клеопатра, а додека другите деца од Марк Антони, јас ќе ги чувам во Македонија. Што значи дека Клеопатра Селена според мене би била Марија Магдалена, сестра на Исус, која што го пречекала и цело време била со него. Јаков би бил Александар и Јуда би бил малиот брат кој што го прават, нели, у Библијата као изденик, туку тоа би било Птолемеиче, најмалиот полубрат негов од Марк Антони, а додека според мене оној кој што го издал е оној кој што три пати додека Петело пел, три пати го издал. Така да од него направија еден голем мит. И случувањата во книгата со докази и аргументи се поврзани точно со Штип, со Кочани, со Велес. Значи тоа се делови кои што се поврзани со таа библиска историја, за нив приказка, која што подоцна се промовира. Најпрво за ова вистина знаат и ја промовираат со она што случува со Коледи, со тие активности. Значи има една манифестација со звездата кога ја носеа, нели, тоа го почна со Партени, па продолжија со Скопје, иначе таа символика со звездата кога носеа е била застапена најпрво у Крушево. Само у Крушево, Витлеем, у Израел. Никаде на друго место. Потоа почнав да работам, да истражувам, така го најдов Стоби, го најдов Штип, медицинско училиште како синагога, значи синагога стара од први век. Во времето кога сите во Израел нема, а у Македонија имаме синагоги. Го најдовме и до мене, од јужно долека со Грција и Дојран. Така да работите се поклопија на начин кој што отвори една нова вистина, така да тржејќи го гробот на Александар и да дојдеме до тоа да почнеме да работиме на тоа, да имаме простор да ни се овозможи, не вака на друг начин да работат против нас со уништување на нашите животи, само поради тоа што сакаме да докажеме вистината. Верувате ми, од друга комора треба да го бараме Исус. Тие двајцата се поврзани заедно. Затоа што Клеопатра е таа што последна го донесе телото на Александар. Јас ви благодарам на одвоеното време. Овде некаде ќе го завршам и денешното издание на емисијата Интерактив. Се надевам дека го задржавме вашето внимание пред малите екрани и се гледаме во некоја следна прилика. До тогаш, довидување!